Аутизам, аутистичен спектар, АДХД. Ова се состојби за кои што денеска многу често слушаме, но што во суштина тие представуваат? Добар ден и добре дојдовте во подкастот Заедно за спектар на можности. Јас сум Ана Зафирова, а денеска ќе зборуваме токму за овие состојби со професор доктор Силвана Марковска-Симовска. Невропсихијатар кој што го опфаќа полето на детски и адолесцентски развој. Најав дека ќе зборуваме за овие неуроразвојни пореметувања, за кои што најчесто знаеме да етикетираме дека тоа се лица кои што немаат фокус, тоа се болни лица, тие лица не ве гледаат во очи, само врескаат и еден куп други предрасуди кои што можеме денеска да ги слуштаме. Но во суштина што представуваат? Какви карактеристики имаат? Така. Значи, аутизмот или аутистичниот спектар на нарушувања и АДХД или недостаток на внимание со или без хиперактивност се невроразвојни нарушувања кои што настануваат во текот на развојот на најчесто на детето, на личност. Со тоа што може понатаму исто така да биде бидејќи АДХД како што во текот на овој разговор ќе елаборирам повеќе, исто така можат симптомите да опстојуваат и во возрастната доба, но сепак за поставување диагноза мора да имаме претходно позитивна анамнеза, односно позитивна симптоматологија во детската возраст. И поради тоа, значи, овие се невроразвојни расстройства. Бидејќи, значи, повторно ќе повторам, треба првите симптоми се приметуваат во првите години од животот на детето. Сега, што значи аутизам? Значи, кај аутизмот, за да се постави диагноза, мора да има исполнето 3 критериуми, тоа се прво, пореметена социјална комуникација, односно вербална и невербална комуникација, пореметена социјална интеракција, немање на иницијација на започнување, например, на било каква комуникација, било со врсници или па со родителите на детенцето, и исто така следење на рутини или некои стереотипни, репетитивни активности и движења. Првите симптоми најчесто може да се приметат веќе околу после 6-тиот месец. Тоа се најновите истражувања кои што кажуваат дека пред 6-тиот месец не може да се приметат, но сега најновите кажуваат дека после 6-тиот месец можат веќе да се приметат по намалена насмевка, нереагирање на повикот од мајката или од таткото, и најманифестно е помеѓу 12-тиот и 30-тиот месец. За разлика од аутизмот, АДХД се диагностицира покасно, значи некаде околу 6-та година од животот, и кај овие деца, значи, главните симптоми се невниманието, хиперактивноста и импулсивноста, иако нели сите деца го имаат, тоа можеме да кажеме во одреден степен, но овде најзначајно дека развојно овие невнимание, хиперактивност и импулсивност се многу развојно во однос на децата што се на нивна возраст, многу повеќе имаат, во многу поголем степен. Ја има тоа невнимание и таа хиперактивност и таа импулсивност. И најновите диагностички критериуми порано беа дека симптомите мора да бидат појавени до 7-та година од животот за децата со АДХД, но сега со новиот начин на живот таа временска рамка се продолжи сега до 12-та година. Така да првите симптоми може да се јават се до 12-та година за АДХД, за поставување диагноза на АДХД. Споменавте дека ова се невроразвојни состојби. Так. А во суштина ти имаат поинаку поврзани синапси за разлика од нас кои што спаѓаме во типична популација. Меѓутоа, дали имаме одредени предуслови зошто се појавуваат овие состојби? Кои се причините да се појават? Так. За жал, се уште науката не најде точно која е причината. Ние секогаш велиме интеракција помеѓу генетските и околинските фактори. Секако ризик фактори тука се може да се некои заболувања или промени во текот на бременоста. Например, зголемен крвен притисок кај мајката, обезност исто така кај мајката го зголемува ризикот, земање на некои лекови. Понатаму во текот ризик фактори во однос на комплицирано породување. И покасно исто така може да бидат некои кои што подоцна нели ќе се видат генетски фактори, кои што иако сега науката кажува дека немаме точно одреден ген кој што
директно тој ген го предизвикува аутизмот, бидејќи тоа е полигенска болест, но се повеќе и повеќе со напредокот на генетските испитувања се наоѓаат одредени и мутации и промени во кодоните на ДНК кои што можеби доведуваат до промена на размената на протеините во самата невронска клетка. Значи зборуваме за одредени предуслови кои што се уште не се научно потврдени, меѓутоа за разлика во минатото сега имаме огромен број на лица кои што се со аутистичен спектар и со АДХД. Дали може да зборуваме за некаков број, колкава е преваленцата кај нас со такви лица? Так. Кај нас се уште нема статистика, за жал, ние зборуваме со години, веќе 10 години наназад, дека не постои никаков регистар на тие лица и за аутизам и за АДХД. И во главном ние поради тоа се служиме со Центарот за контрола на болести од САД, кој што има најдобра статистика. Според нив 1 на 36 деца има аутизам, со тоа што во светски рамки, бидејќи го има секаде во светот, во светски рамки околу 1% од детската популација е со аутизам. Тоа да биде вака појасно, кај нас, во наши бројки би било ако сега имавме најнова информација, која беше почетокот на школската година, дека 250.000 ученици ја започнале школската година. Значи, 1% тоа би било некаде околу 2.500 деца да се со аутизам, а за АДХД проценките според CDC е дека е 1 на 9 деца со АДХД. И не кажав и за аутизмот и за АДХД почесто се јавува кај машките деца отколку кај женските. Кај аутизмот на 4 машки и 1 девојче, а за АДХД на 3 машки и 1 девојче. И АДХД го има малку повеќе. Значи, додека аутизмот беше 1%, АДХД има од 5 до 7% од популацијата се проценува дека има АДХД. Во некои земји дури и 10%. Што повторно пак во наши бројки тоа би било од 12 до 17.500 илјади деца дека го имаат овој проблем. Кој за жал, особено за разлика од аутизмот, кој што се повеќе сега се зголемува свесноста во родителите се информирани за оваа состојба за аутизам, за АДХД се многу поретко информирани, не само родителите, туку и стручните лица, па се случува дури за жал, да добијат информација од стручни лица дека АДХД, односно состојба како АДХД не постои. Што секако не е така. И можеби одговорот е таков затоа што имаат лепеза, спектар на форми кои што не успеваат некои можеби лесно да ги разоткријат, да ги препознаат како такви. Можеби ли да збориме за варијации на форми или типизација кај овие состојби? Так. Значи и аутизмот и АДХД се точно како што кажавте, спектар на растројства, односно во самата клиничка слика имаме значи деца кои што се со лесно изразена клиничка слика, средно изразена и тешко изразена клиничка слика, и поради тоа, некој дете ако е со полесна изразена клиничка слика, можеби и стручното лице да не биде толку сигурно за да може да постави дијагнозата. Но исто така овој спектар па понатаму ни кажува каква ќе биде иднината, да речем, на тоа дете и колку ќе напредува, особено кај децата со аутизам, доколку зборуваме за потешко изразена клиничка слика. И поради ова, во најновата класификација на ментални заболувања во Америка, веќе е поделена дијагнозата на аутизам, не е дали е, например, Аспергер синдром или Рет синдром, туку се дели на аутизам на кој што му е потребно, дете со аутизам на кој што му е потребно малку помош, средно изразена помош и кој што не може да функционира без помош. Баш токму поради изразеноста, односно спектарот на симптоматологијата која што ја има детето. Јас би сакала сега малку да ги приближиме начинот на кој што зборуваме токму за овие теми. За какви доцнења може да препознаваме во развојот кај овие деца? Што може тие да направат, што не може да направат? Да, како што кажав на почетокот, и од таму можеби произлегуваат и оние предрасуди кои што ги има нашата заедница. Дека тие не воспоставуваат контакт со поглед, тие врескаат, како вела дека тоа е звукот кој што го испуштате некаде високо се меѓу врескање и пеење. Так. Што е она што може да го препознаеме кај овие лица?
првите, ние како што ги викаме црвени знаменца за препознавање на првите симптоми на аутизам, особено нели кај малите дечиња, најдобро се препознаваат околу 80-тиот месец и поради тоа во Америка, Американската асоциација на педиатри предупредува, односно укажува на тоа дека мора да се прави скрининг за сите деца за аутизам на 18 и на 24 месеци. И тоа би било како еден вид на превенција, нели за да се фатат и оние случаи, како што кажавме, полесните случаи. Црвените знаменца за родителите би било да привен детето не се врти на повик на своето име, нема размена, примерна социјална насмевка, понатаму нема споделено внимание. Например, нели кога некој ќе влезе во соба, сите се вртиме да видиме кој влегол во соба, значи едноставно тоа дете како да не ја перцепира околината околу себе и доцнењето во говорот. Секако доцнењето во говорот е многу важно заради тоа што понатаму и предиктивните мерки се во однос на тоа колку, например, ќе имаме подобрување во клиничката слика на тоа дете во однос на тоа дали се јавил говорот, кога се јавил и на интелектуалните способности. За жал, интелектуалните способности кај 70% од децата со аутизам се намалени. За разлика од АДХД. Кај АДХД, значи децата си се со нормални интелектуални способности и децата со АДХД и да не биде препознаена состојбата, иако 30% од нив си имаат своји компликации доколку не се лекува таа состојба, се зголемува пример процентот за малолетничка деликвенција, понатаму процентот на неуспех, недостигнување на своите интелектуални капацитети, незавршување на факултет, зголемена оптовареност на работа во однос на многу полесно да добијат отказ бидејќи нема да ги следат роковите, но сепак тие некако ќе функционираат. Значи не се зависни од никого. Можеби со потешкоти само. Зборам сега за децата со АДХД. За разлика од децата со аутизам, каде што за жал ќе биде потребна помош скоро нели цел живот за нивното функционирање. Дури нели има податоци, Лео Канер кој што првиот нели укажува на оваа состојба во 1943 година, он следел 11 деца. Од тие 11 деца ги следел лонгитудинално, само едно дете од нив успеало да биде независно, но сепак со тоа што неколку блока подолен, со неколку улици подолен живееле неговите родители. Значи другите 10 деца сепак не можеле да функционираат самостојно. Се дали овие симптоми ќе ги наречам или пак ограничувања кои што ги имаат овие лица со аутистичен спектар и со АДХД се фиксни на некој начин, колку тие можат да се развиваат и колку може да се унапредуваат ограничувањата па да се премине во некој друг стадиум. Так. Кај аутизмот, значи многу е важна раната интервенција, раното препознавање и затоа видиме веќе уште на 18 месеци ако се примети, нели, и се постави дијагноза да се почне одма со работа, нели, со специјален едукатор и рехабилитатор, подоцна со логопед и нели ако треба некој вид на терапија. Ние имаме стварно неколку деца кои што кога дошле, бидејќи не сум ги видела какви биле пред 4 или 5 години, но кога се дојдени повторно на проценка, дури јас на неколку родители ми имам кажано зашто го носите детето. Мислам, бидејќи нели не приметувам некоја причина за да дојдат на преглед. До толку, значи, самите родители викаат да можевте да го видите како беше пример пред 4 или 5 години. Значи, сепак, нели, со работа, пак ќе кажам, све зависи од потенцијалот и од капацитетот, нели, на состојбата која што ја имаме. Со работа може, нели, да се надминат некои од тие проблеми. Воглавном, ако надминувањето ако се надминат проблемите со говорот, сепак остануваат на крај како суптилни некои проблеми сепак со социјалната комуникација. Но и тоа, нели, кај лица кои што имаат доволно капацитет и потенцијал може да се научи. Односно имаме нели специјален третман, баш на третман за учење на социјална комуникација и интеракција. Но вашето искуство сигурно низ вашето искуство може да зборувате за различни случаи, случаи кои што влеваат многу надеж и случаи кои што остануваат на самата граница на функционалност на некој начин. Богата ни е локалната лепеза со различни случаи. Да, точно така. Значи,
Имаме случаи, еве како што го кажав, овој случај каде што стварно има подобрување, и има случаи каде што за жал не може, колку и да работат родителите стварно даваат све од себе, но сепак нема некое значајно подобрување во клиничката слика. Колку оваа област на глобални рамки е неоткриена, не зборувам само локални, колку се истражува и се откриваат нови аргументи кои што го унапредуваат развојот на лицата кои што се со АДХД и со аутистичен спектар. Так. Постојано, нели, професионалците, да речеме, науката работат на оваа област. Еве за конкретно сега ќе кажам за АДХД, бидејќи АДХД можеби е најистражувана состојба од невроразвојниве, бидејќи сепак личностите со АДХД може со личностите со АДХД полесно се комуницира и нели да бидат подвргнати на неколку, да речам, методи со кои што би се истражувале како ќе делуваат на тие методи. Најново е тоа што постојат, значи, биомаркери, кои што биомаркери со кои може објективно да се постави диагнозата. Значи тоа е еден допринос на науката. Како што на пример одиме и правиме рентген снимка за да видиме нели дали ако сме паднале дали сме скршиле коска или не, така и со овие биомаркери се снима мозочната активност и од тие биомаркери може да се види дали стварно се работи за АДХД или не. Тоа нема да ни биде, на пример, нема да го искористиме само за диагноза, туку понатаму ќе го искористиме за третман. Бидејќи во самиот, како што рековме, нели е спектар на пореметување, во самата состојба има неколку подтипови. И секој подтип може да, нели, односно има потреба за секој подтип различен третман. Сега зборувам за АДХД. Во однос на аутизмот исто е доста истражувана состојба, како еден податок дека моментот постојат околу 400 третмани за АДХД. Значи од сите знаеме од промена на начин на исхрана, едно време се исто така беше барокомората, но тоа постам се покажа дека не е ефикасно за третманот на АДХД, на аутизам. Па сега се работи све повеќе и повеќе, на пример на генска терапија или на матични клетки. Но сепак ќе кажам, нели можеби родителите ќе бидат заинтересирани, се ова е се уште на ниво на експериментална фаза. Се уште нема одреден третман со кој што ќе се каже да, ова ќе го излекува нели аутизмот. Како што зборувате вака, во моментов ми текнува на еден случај на негласната борка за правата на лицата со аутизам и за правата, благосостојбата на животното, професор доктор Темпл Грандинг. Таа е можеби најславното лице кое што има 80 години, најславното лице со аутизам, кое што во суштина успела да си развие својата состојба, се разбира со поддршка на родителите и денеска се претвори во таков гласноговорник, дури да стигне до академски титули и таа во една пригода зборува дека до 4-та своја година воопшто не говорела и имала чувство дека се наоѓа затворена во одреден простор, дека умеела само да вриска, а ништо не умеела да артикулира. Колку чувствата на овие лица можеме да ги допреме, може да знаеме како се носат тие со околината во која што живеат. За жал, значи пак ќе кажам повторно, само преку експериментални методи можеме само да предпоставиме нели што всушност се случува, да речам, во нивното тело и во нивната глава. Постојат, на пример, лаборатории, не само во Америка, туку и во Европа, кои што испитуваат повеќе аспекти. Еден од тие аспекти, еве ќе ви кажам пример, е преку следење на погледот на очите, да се види нели каде внимаваат тие деца. И она што е најдено е дека кога ќе им се пушти видео, пример со девојка која што прави сендвич, децата кои што имаат нормотипичен развој, нели повремено гледаат во очите на девојката, во устата, во сендвичот кај што го прави, но децата на пример со аутизам воглавном гледаат или во устата или во сендвичот.
или покрај, да речем, главата на девојката. Значи, она што го гледаме, нели, клинички, немањето на социјалната интеракција, и сега науката се обидува да свати зошто е тоа така, па имаме сега употреба на методи во смисла на трактографија, следење на патиштата на белата мозочна маса во мозокот, кој што има предпоставки дека кај нив белата маса е повеќе отколку кај нормотипичните деца. И сега нели ќе се постави прашањето, ако е повеќе, па како тогаш нели е нефункционална, се мисли дека поради тој прунинг кој што го не се случува кај нив, прунинг е всушност кастрење на оние синапси во мозокот кои што не ги користиме. Значи, преносот на сигналот во нивниот мозок поради тоа е нефункционален, бидејќи има голем број на патишта. Или најдобар пример ќе ви дадам, кога ќе треба да се исклучиме од некоја клучка кога сме на автопат, ако е таа голема нели клучка, не е само со 4 излеза, туку има 20 излеза, може да се случи неколку пати да се вртиме дека не најдеме точниот излез. Значи тоа се случува и исто така со преносот на информација во мозокот кај овие дечиња. Но како што реков, науката се уште бара и ја бара и причината, а исто така бара и начин на како може да им се помогне. И се надевам дека во следниве години, со брзиот напредок на технологијата, дека тоа ќе се случи. Да, во нашиот живот дека ќе може да зборуваме веќе за практични совети и медикаментозна терапија која што ќе даде можност за нивни развој. Ама зборувајќи за чувствата низ искуства на семејства кои што имаат деца со аутизам и АДХД, се вели дека инклузијата е еден начин на постигнување на некаква нивна благосостојба или состојба на среќа. Што велат вашите искуства? Дали инклузијата кај нас дава такви резултати? Так. Најдобро нели тоа го кажуваат родителите, бидејќи сепак нели тоа го чувствуваат на својата кожа. И сега и тука имаме поделени мислења. Значи, некои од родителите се за инклузијата, но некои, особено во последниве неколку години, не се задоволни од инклузијата и самите решаваат, например, ги отпишуваат децата од основните училишта во кои што се запишани и ги запишуваат во специјални училишта. Бидејќи мислат дека детето можеби таму повеќе ќе напредува. Сепак мислам дека ние се уште како земја не сме спремни во однос и на ресурси, на обука на кадар, во однос на финансиски средства, големина на класовите кои што се наоѓаат. И сепак ќе кажам, нели инклузијата не е само да отиде во школа и да седи 40 минути, значи зборуваме тука инклузија во смисла на социјална интеракција и комуникација и со дечињата и надвор од училиште. Значи и ние дури самите мислам дека имаше случаи кај нас, бевме свесни, иако порано го слушавме тоа за Америка. Пример, детенце со аутизам прави роденден, никој не се појавува на роденденот кај тоа дете со аутизам. Или па не се поканети, нели, на роденден од другите другачи. Значи, кога зборуваме за инклузија, зборувам или одењето, пример на театарска представа и така натаму. Кога зборуваме за инклузија, значи зборуваме по-сеопфатно, не само одењето на училиште. Бидејќи на одењето на училиште тие одат со образовен асистент, асистентот седи покрај нив, но сепак планот на работа, планот на часот, значи не соодействува со она што треба детето го работи. Пример, имаме дете кое што е 4-то или 5-то оделение, а сепак нели на часот она само што може да го направи е да поврзи две точки со линија. Да. Би сакала тука некако да се надоврзам во разговорот во однос на технологијата до која што и овие деца доаѓаат во допир, колку таа ги унапредува или ги уназадува нивните можности, колку таа влие на состојбата во која што се наоѓаат. Еве, добро што ми го поставив тоа прашање, случајно, значи бевме во проект кој што сега само што заврши, европски проект за употреба на асистивни технологии за подобрување на комуникацијата кај децата со аутизам. И тука, значи, исто можам да кажам, пак за жал кај нас ги неаме ние тие можности, кои што некои побогати земји ги имаат. Со помош на асистивната технологија, можеби дури они можат и подобро да комуницираат. Со тоа што сепак и тоа е нож, нели со две острици, бидејќи па на тој начин пак ќе се намали социјалната комуникација која што сакаме да ја поттикнеме кај нив. Но што е најважно е дека учењето им се подобрува со тие асистивни технологии. Значи имаат посебен вид на таблети, понатаму имаат во училиштето посебни асистивни технологии кои што им помагаат во смисла на
било на маус, било на употреба на тастатура или на екран, кој што им, иако детето нема говор, значи сепак може се учи како да комуницира, например, со наставничката или со другите деца. А во насока на тоа гледање видеа, играње игрички на телефон, на таблет, на компјутер, колку тие гаджети Така да. им овозможуваат, им ја загрозуваат состојбата, например, особено кај ADHD, например, за разлика од аутизам, или пак може да ги подвлечеме и двете еднакво? И кај двете, да. И Да. кај двете. Ние обично и препорачуваме, зашто голем број од децата кои што ќе дојдат, особено со аутизам, кажуваат родителите првите 2 години биле премногу изложени, нели, пред екрани. И препорачуваме барем, нели, до 5-та или 6-та година тоа да биде сведено на минимум. Во однос на ADHD, исто така тоа уште повеќе е попроблематично, бидејќи гледањето на видеа или играњето на видеоигри го зголемува допаминот кај нив, па тие на некој начин така си прават само медикација, бидејќи кај нив инаку има намален допамин. И сепак препораките се колку што може, нели, да се почитуваат, да се следат, барем 1 до 2 часа во текот на денот. И јас сум секогаш за тоа дека не можеме да го избегнеме тоа, нели, технолошкиот напредок и баш употребата пример на телефони или употребата на таблети, особено сега и со начинот на учење, некои, нели, наставници праќаат дел од материјалите и преку мејл или онлайн, но сепак тоа да биде умерено. Значи да може родителот, особено, нели, кај децата со ADHD, да може родителот да стави и да се договори со детето колку во текот на денот ќе употребува било телефон, нели, било компјутер. Да нема технологијата контрола на нивниот живот, туку тие да родителите да имат. Да. И да се научи детето понатаму истото, самото, нели, да си каже кога ќе на себе си дека сега стоп. Значи сега престанувам да гледам во мониторот или во телефонот и седнувам да учам. Тука само да ја подвлечам и она форма на стекнат аутизам за кој што се вели дека многу често е последица токму на користење на овие алатки. Так. Да, затоа и спомнав, значи стварно често се случува да родителите кажат, пример, бабата и дедото го чува, ние почнавме со работа, зборам сега за првите, нели, основните од 12 до 18 месец од животот, и стварно постојано беше пред телевизија. И тоа е проблемот што тогаш кога се само пред монитор, значи не можат они да научат социјалната интеракција. Не можат, значи, да го научат споделеното внимание. Поради тоа и говорот касни. Бидејќи говорот, нели, на телевизија, не интонацијата на гласот не е исто со она што е непосредна комуникација со мајката, со таткото или со било кој друг член од семејството. Би сакала тука некако да го заокружуваме нашиот разговор во насока на тоа каде и како да се оди патот токму за овие состојби локално. Ако не го препознаваат можеби медицинските лица, педиатрите во првиот период од животот на детето, ако родителите ги констатираат тие црвени знаменца за кои што споменавте вие, каде следно може да се упатат? Значи најпрво да разговараат со својот матичен лекар, педијатрот на детенцето, кој што понатаму ќе ги препрати каде во зависност, нели, од состојбата, дали е аутизам или е ADHD. Со тоа што пак ќе кажам, аутизмот, ако не се открива во првите 2 години, до 4-та година воглавном се открива. За разлика од ADHD, тука пак повторно ќе ставам акцент, кои што можат да симптомите воопшто да не бидат препознаени, да се провлекуваат и да се случи да, пример, детето кој ќе порасне, кој веќе ќе биде млад возрастен, да свати дека има проблеми и дури тогаш да почне да бара решение на тие своји проблеми. Заради тоа и сакам еве да се заблагодарам, нели, што сакавте баш и вие да разговараме на оваа тема и да се подигне малце свесноста, значи не само за аутизмот, туку и за ADHD во нашата земја. Бидејќи навистина свесноста е многу мало. И тука можеби
Треба да го споменем оно што ќе се случува во следниот период како придонес и кон стручната јавност, медицинските лица, терапевтите, дефектолозите, меѓутоа и оние кои што се чувствуваат засегнати како родители, настан кој што ќе се случува на 13, 14 и 15 ноември, меѓународна конференција која што е посветена на лица на децата и адолесцентите со аутизам и АДХД. Какви придобивки имате вие како стручна фела токму од вакви настани? Така, да. Јас тука сакам да се заблагодарам на Фондацијата Верица Механџиска и исто така на невладината организација во мојот свет, кои што ме вклучија во организацијата на оваа конференција и за тоа што всушност препознаа потребата да се направи една вака конференција и да им се овозможи на нашите и професионалци, но и на нашите родители, еминентни имења од странство да дојдат и да ги разменат своите искуства, сегашни искуства за постоењето на нови диагностички методи, за постоењето на нови третмани и се надевам дека всушност од тука ќе произлезат многу вмрежувања со овие професионалци и со нивните тимови. На некој начин заедно градиме спектар на можности. Так, точно така. Ви благодарам многу за разговорот. Се надам дека ќе имате успешна конференција во периодот што следи и дека со вакви разговори ќе даваме значаен придонес во препознавање на овие невроразвојни нарушувања, а и на тој начин поедноставно прифаќање и прилагодување на околината во која што живееме за да може на некој начин сите да си ги оствариме собствените потенцијали. Так, ви благодарам уште еднаш за поканата. Благодарам.